Вие ја следите емисијата Вашиот пратеник. Гостин во оваа наша емисија е пратеникот Бобан Карапеовски. Добре дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Карапеовски, вие сте доктор по хуманистички науки. Сега ве гледаме како пратеник. Кој е вашето искуство претходно? Јас завршив на катедрата за македонски јазик, така што може да се каже дека мојата првична професија е македонист. Ова што го кажавте е понатамушниот развој, да речам, во некоја образовна надградување, докторатот од областа на исто така на македонистиката и на лингвистиката. Тоа е мојата првична професија, работев и се уште гледам колку што можам и колку што овозможуваат и условите и законот да продолжам со првичната професија. Предавам на катедрата за македонски јазик на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи, така што лингвистиката, филологијата е мојата првичен мојот позив и мојата првична, да речам, не само љубов, она што вистински го работам, како што обично знаат да кажат овие по другите земји што се занимаваат со политика, во мојот вистински живот се занимавам со тоа. Политиката е една работа што секој човек некако е врзан со тоа, затоа што функционирате во систем, функционирате во општество, ве тангираат и работи што се надвор од вашата професија. Ако сте таков карактер што сака да придонесе и за општото добро, тогаш политиката е начин на кој и тоа што сте го научили од вашата професија и тоа што ве обкружува ќе го искористите за да ги поправите работите. Карапеовски, што беше пресудно за да влезете во политиката па да станете и пратеник овде каде гледаме во пратеничките клупи? Од секогаш тоа ме интересирало, затоа што е начин на кој може, како што реков, да влијаете врз пошироко на пошироко општествено поле. Убаво е луѓето да имаат собствена стручност, собствена професија, да бидат експерти во својата област, но во еден момент и да излезат од комотната зона на она што го знаат најдобро, или тоа што го знаат најдобро да се обидат да го применат и во други сфери. Политиката е генерално работа каде што може да придонесете и другите да живеат подобро од тоа што го имаат во моментот. Ако тоа ви е, пак ќе речам, ако тоа ви е вистинскиот порив. Така што јас во еден момент решив да излезам од комотната зона на академијата. Академијата има известна комоција, можете да си ја работите својата работа, да бидете суверен во тоа, ако добро го работите, ако го знаете и ако го сакате, да бидете суверен во својата област, ако сте вистински експерт. Имате извесен комодитет, но тој комодитет придонесува понекогаш луѓето да станат себични, односно да си го гледаат само својата страна на нештата и како тие да бидат среќни и задоволни. Политиката е начин на кој може да влијаете врз пошироките општествени текови. Карапеовски, оваа емисија е наменета за да се види другата страна на пратеникот, не само она што го гледаат од собраниските клупи или она што сака пратеникот преку политика да каже. Ова ве прашувам за да ми кажете накратко каде сте родени, вашиот брачен статус, ја имате ли поддршката од родителите и така натаму? Роден сум во Тетово. Таму живеат моите родители, таму живее моето семејство. Иако сум пратеник и бев носител на листа во изборната единица 1, живеам во Скопје подолг временски период. Тоа беше и во периодот на моето студирање и понатаму во периодот на мојот професионален ангажман. Работев првично во Македонската академија на науките и уметностите, потоа на Филолошкиот факултет. Така што дали имам поддршка? Да, го кажувам ова со мала задршка, бидејќи во нашето општество перцепцијата за политиката не е најдобра. И на луѓето кога првично ќе им кажете дека влегувате во нешто вакво, имаат една задршка. Бидејќи ви мислат најдобро. Затоа велам, ја имам поддршката и од родителите и од партнерката, но знаете како, ние имаме создадено перцепција дека политиката е нешто лошо. Немојте да одите таму. Таму ќе се извалкате ако влезете. Не може да останете таков каков што сте биле предходно. И
Поддршката е сериозна, бидејќи без поддршка не можете да го издржите товарот, бидејќи излегувате, веќе вашиот живот е практично јавен. Така, станувате дел од јавната сфера и тука страда се што е приватно. Ако немате поддршка од семејството, ако немате поддршка од пријателите, тогаш ќе имате сериозен проблем да се соочите со сите предизвици што доаѓаат, а се врзани не примарно за занимавањето со општествена професија, која и да е. Тука не е само политиката, тука и естрадата, веројатно, тука и се што е јавна професија. Така што не се решаваат луѓето лесно на влегување во ова и не ви препорачуваат на прва да се нафатите за еден ваков предизвик. Ова е ваш прв пратенички мандат. Да. Имате искуство во својата професија. Колку овие две работи можат да бидат спојливи? Па да се работи овде во парламентот за доброто на граѓаните, да кажем. Која ги спомнавме претходно граѓаните. Прво се е политика. Значи и не знам, јас бидејќи работам се уште на филолошкиот факултет, не знам, избирате шеф на катедра, избирате декан, избирате ректор, некој што ќе ве предводи. Тоа е мини политика. Изборни циклуси. Изборниот циклус е тој. Треба да имате некоја програма и да убедите што поголем број луѓе дека таа програма е добра и потоа да ја спроведете таа програма така што нешто ќе обезбедите и за општо добро или вашата визија за функционирањето на институцијата. Тоа е во делот на тоа дека политиката има во сите пори сфери на општеството. Таа е незаобиколна, само што некаде по принципот на мали бројки избирате, не знам, декан, па имате 100, гласачкото тело е 100, или избирате пратеници кои потоа избираат влада, а тоа е 1.800.000 избирачи. Во смисла на тој технички дел. Во смисла на професијата како таква, и едното ми помага во другото и обратно. Прво, веројатно најголемата алатка по која препознавате некој политичар е како тој ги артикулира своите ставови, а тоа е јазик. Тоа е моето првично образование, односно тоа е мојата професија, лингвистиката, односно науката за јазикот. Така што јазикот како средство за комуникација, како комуниколошка алатка и така натаму, апсолутно ми помага професијата, но од друга страна и ми помага во односите во рамките на институцијата каде што работам сега, мислам на филолошкиот факултет, тоа што имам увид пошироко во општествените процеси. Баги членување во делегации, во пратенички групи, во членство во работни тела и така натаму. Каде се наоѓате тука? Каде можете тука најмногу да придонесете? Во кој дел од овие групи, членови, тела и така натаму? Генерално и првично, ако може да се види од овој подолг список, единственото место каде што сум член во комисиите е Комисијата за образование и наука. Тоа е таму каде што можам да дадам мој најголем придонес, дополнително Комисијата за прашање на изборите и именувањата, која, да речеме, не бара толкова стручност од известна област, туку е повеќе врзана за оние функции, именувања што собранието, избори, именувања што собранието ги спроведува. Комисијата за образование и наука е комисијата каде што мислам дека не само што можам да дадам најголем придонес, туку тоа е мојата матична комисија практично. Целиот живот се занимавам со тоа. Во однос на парламентарните групи за соработка и делегациите, делегацијата на Македонското собрание во Интерпарламентарната унија е нешто на што треба можеби да се обрне поголемо внимание, бидејќи Интерпарламентарната унија, за која пошироката јавност и нема поголеми познавање, практично лаички кажано Обединетите нации на парламентите, односно
сите парламенти во светот обединети во една организација. Интерпарламентарната унија е место каде што може да дадеме сериозен придонес и може да направиме сериозно некаков тип влијание во меѓународните односи. За жал, Интерпарламентарната унија нема добиено во пошироката јавност, барем тој е мојот впечаток, нема поголеми познавања за неа, односно не е толку присутна во медиумите. Тоа е исто така место што ние можеме да искористиме некои бенефити на тоа меѓународно поврзување, овој пат на ниво на парламенти, не на ниво на извршна власт. Така што тие две, да речем, ако треба да изберам од овој подолг список, ми се најомилените, бидејќи може да се даде сериозен придонес. Се разбира исто така парламентарниот комитет, мешовитиот парламентарен комитет со Европската унија е нешто што е актуелно овој период и тој е во делот на меѓународните односи нешто на што треба да се обрне внимание. Ние практично имавме тука средби и со известителот Вајц, тоа е сега во овој период жешка тема во јавноста, ги имавме прелиминарно некој увид и во неговите ставови во поединечни средби, така што тоа се местата каде што во рамките на делегациите или парламентарните групи за соработка од една страна може меѓународно да се даде извесен придонес, а дома апсолутно дома, мислам, во собранието, дома во Комисијата за образование и наука, Комисијата, да речеме, за одбрана и безбедност, што е нешто што го следам, но на најлаичко ниво. Обично во комисијата знам да кажам дека јас сум најцивилното лице таму. Таму го имаме за председател на комисијата генерал Тарсовски, кој е целиот свој живот го има посветено на тоа, но добро е да се има и една цивилна, условно, како што ја нарекувам, на цивилна димензија на тоа што се случува во рамките на одбраната и безбедноста. Но без никакви дилеми образование и наука. Тоа е онаму каде што најмногу мислам дека и можам да придонесам и да дадам и каде што природно практично ми е местото. Секој петок пратениците имаат можност да се среќаваат со граѓаните. Тоа го говори собранискиот деловник, но секако дека пратениците постојано се среќаваат со граѓаните. Но овие средби на што најмногу се посветуваат граѓаните? Што најмногу ви посочуваат дека е потребно за подобар живот во нивната општина или генерално за подобар живот во државата? Чисто како во претходната година, на другите граѓани што не се студенти, неколку часа им одземав од петокот, бидејќи часовите на факултет ми се токму во петок баш од оваа причина. Така што најпрво ги слушам студентите. Првите неколку часа од денот, таму некаде до пладне се студентите, тие што ги слушам со нивните, да речеме, проблеми или тоа што ги загрижува. Генерално граѓаните имаат исти тип на проблеми, истите што ги имаме вие и јас. Првиот проблем што го издвојуваат, тој и на анкети така, тој и кога ќе дојдат, кога имаме средби со нив, тоа е првото нешто што го издвојуваат е животниот стандард. Тоа е убедливо темата што најмногу се издвојува. Животниот стандард во смисла зголемени цени, плати, треба да се зголемат платите, се она што се поврзува со секојдневното живење во економскиот дел. Втората тема е, ми се чини, корупцијата и борбата со корупцијата. Има показатели и во директни разговори и по други критериуми дека таму опаѓа заинтересираноста на граѓаните, односно дека тие почнуваат да перципираат дека нешто се случува позитивно во тој дел. Тоа е веројатно врзано и за мандатите, како што тие се менуваат. Кон крајот на мандатите обично имате висока негативна перцепција во однос на корупцијата, дека таа е многу распространета на почеток на мандат, се разбира. Тоа е помалку, но граѓаните доаѓаат и со гласачите, и тоа не само од изборната единица од која сум избран, тоа беше изборната единица 1, и од другите изборни единици доаѓаат и со лични проблеми. Со секојдневни лични проблеми каде што институциите за жал не успеале да ги своите примарни дејности да ги реализираат онака како што треба. Ви благодарам. Ви благодарам јас.